Добар ден на сите. Гледате нов Тазе подкаст, кој што е дел од новинарскиот клуб на Основното училиште со ресурсен центар Иднина. Јас сум Бојан Шашевски, до мене е Лука Генадич, ќе бидеме нашите новинари водители денеска. Исто имаме гостинки во студиото, со нас е Лорета Андреевска, директорка на Основното училиште со ресурсен центар Иднина. Исто тука е Катерина Величковска, која е специјален едукатор и рехабилитатор во Иднина, но исто така и координатор за соработка со дел од основните училишта. Ја нема да ложам многу, сакам сега на просторот да му го дадам на Лука, тоест микрофонот да му го предадам на Лука. Веројатно, Лука, имаш некое прашање што сакаш да го поставиш на Лорета Андреевска. Може да почнеме? Лука? Да. Со прашањето. So реформите кои беа спроведени со основните училишта, посебното основно училиште доби нов назив. Основно училиште со ресурсен центар. Дали може да објасните што означува ОРЦ и која е неговата дејност? Со реформите во образованието во Република Северна Македонија започна и трансформацијата на поранешните посебни основни училишта и тие го добија називот Основно училиште со ресурсен центар или скратено ОУРЦ Иднина. Тоа значи и кратенката ОУРЦ Иднина, односно Основно училиште со ресурсен центар. Може ли да допрашам нешто ме интересира мене? Дали ова значи дека се сменија посебните училишта, веројатно го сменија статутот и сега стана која е дејноста што се случува во што смени тоа називот, односно статутот, соменување на статусот, што се смени во самото училиште? Да, секако. Функционална анализа е направена на училиштето, сменети се некои акти, внатрешни акти на училиштето, значи согласно Законот за основно образование, посебните основни училишта се трансформираа во Основно училиште со ресурсен центар, а тоа значи дека ја променија и дејноста на училиштето. Основната дејност на училиштето е секако воспитание и образование на ученици кои што воедно го продолжуваат и воспитно-образовниот процес, оние кои што го имаа започнато претходно, односно за учениците кои учат настава од 2 до 9 оделение. Зошто од 2 до 9 оделение? Со почетокот на 22-23 година веќе не се запишуваат во оваа учебна година ученици во прво оделение и тоа значи дека останатите ученици кои што претходно биле започнати го продолжуваат воспитно-образовниот процес, меѓутоа во дејноста на училиштето со ресурсен центар е и давање на поддршка на основните училишта, општински училишта, кои во своето основното училиште во својот регион го има согласно решението на министерот, го има Скопскиот и североисточниот дел, а тоа значи дека имаме 78 училишта за поддршка на инклузивното образование во 16 општини. Така да според дејноста на нашето училишта, покрај поддршка на овие 78 училишта и 16 општини, даваме поддршка на образовните асистенти, на ресурсните услуги, меѓу кои и образовната асистенција, која што училиштето има 264 образовни асистенти. Даваме поддршка на учениците кои се вклучени во редовниот образовен процес, односно со давање поддршка на ресурсни специјализирани услуги од страна на специјален едукатор и рехабилитатор, а сето тоа треба да биде врз основа на препораката на стручното тело за стручната служба за функционална проценка, односно според меѓународната класификација МКФ, или скратено МКФ. Да. Лука, можеш ти последнава сега прашање околу процедурата. Ми кажа преска нешто, сакаш да прашаш баш Лорета околу процедурата за ресурсните центри. Воли? Да. Која е процедурата за користење на услугите во ресурсните центри?
За да се користат услугите во ресурсниот центар, односно во основното училиште со ресурсен центар Иднина, најпрво морам да напоменам дека тие се бесплатни услуги кои што се реализираат од страна на специјални едукатори и рехабилитатори. За да се добие услуга во ресурсниот центар, потребно е родителот да закаже термин во стручната служба за проценка, односно МКФ како што кажавме, понатаму за да добие наот и мислење. Кога стручните лица ќе проценат, односно ќе дадат наот и мислење за ученикот, тогаш родителот тој наот и мислење, односно таа документација, ја носи во основното училиште, општинското основно училиште, во стручната служба, која што изготвува барање и го доставува до основното училиште со ресурсен центар, а тоа е од месец март до 1 јуни, каде што основното училиште со ресурсен центар прави годишен план за поддршка. Врз основа на тој годишен план, кој што го испраќа до основните општински училишта, основното училиште, општинското основно училиште, согласно договорот и акцијскиот план кој што е дел од договорот, ги ја доставува барање до основното училиште со ресурсен центар во однос на поддршката која што е потребна. Дали е тоа образовна асистенција, дали е поддршка за работа од страна на специјален едукатор и рехабилитатор, дали е потребна поддршка во однос на наставни помагала, дали е потребна поддршка во однос на индивидуална работа со специјален едукатор и рехабилитатор, или можеби е тоа поддршка согласно препораката на стручната служба за работа по модифицирана програма, која што дел треба да се спроведува во основното општинско училиште и дел треба да се спроведува во редовното основното училиште со ресурсен центар, или дали можеби е тоа некоја обука која што е потребна за помош и поддршка на наставниот кадар, на стручната служба, на родителите и така натаму. Сакам ја да ве потпрашам тука, дали имате ли со училиштата, рековте дека потребна е некаква давање ресурси, материјали, односно знаење и капацитети подобрување. Имате ли некаква таква соработка со училиштата и колку е сменето со текот на времето и дали и самите училишта учат у целиот овој процес инклузивен, како да функционираат, како да се надградуваат, инклузивните тимови како да ги зголемуваат, да ги надградуваат и така натаму? Да, секако, веќе 3 години функционираме како основно училиште со ресурсен центар и веќе секоја година сметам дека стануваме се подобри, нели? Затоа што понекогаш се учиме и на оние недостатоци или предизвици со кои што се соочуваме, со оглед на тоа што овој процес е нешто ново, нешто кое што не може да се смени за една недела, за еден месец, затоа што е потребно време на кое што не само на нас како ресурсен центар, потребно е исто така и на општинските основни училишта, потребно на родителите, на учениците, на сите нас. Сметам дека едни со други учиме каде треба да се коригираме, како треба да функционираме, а затоа се тука и подзаконските акти кои што се дадени од страна на Министерството изработени од страна на Министерство за образование, Биро за развој на образование и така натаму. Тоа е упатството за соработка, потоа имаме правилници за начинот на побарување на образовните асистенти, имаме договор за соработка, упатство за спроведување на модифицираната програма и така натаму. Лука, сакаше нешто да прашаш ти? Дали сметате дека инклузијата оди на подобро? Да, секако. Затоа што, како што кажав претходно, имаме доста подобрување во овој процес, имаме база на податоци со кои што располагаме. Првата година имавме образовни асистенти околу 130, таа бројка се зголемуваше од година на година. Сега во сите ресурсни центри имаме 820 образовни асистенти,
во нашиот ресурсен центар имаме 264 образовни асистенти, тоа зборувам за образовната асистентија. Потоа ги развиваме ресурсните услуги кои што ги имаме во нашето училиште, односно специфичните услуги кои што се потребни за нашите ученици. Имаме кабинети кои што се целосно опремени со дидактички материјали кои што одговараат на способностите на учениците. Значи учениците кои што доаѓаат од редовните основни училишта и со кои што се работи од страна на специјален едукатор и рехабилитатор, се работи во современи опремени кабинети кои што тие наставни како да кажам, наставни планови, наставна или индивидуална работа со учениците ја спроведуваат специјални едукатори кои што професионално се развиваат. Тука имаме исто така подобрување во однос на обуките на професионалниот развој на специјалните едукатори и рехабилитатори кои што посетуваат обуки кои што се сертифицирани. Еве во моментов можам да кажам дека посетуваат обуки за АБА терапевти и сертифицирана обука за ПЕКС методата и еве денес ќе имаме и следење на обука за примена на Рехаком софтверот кој што е редок, кој што го нема во овие простори и така да ќе можеме да работиме на еден посовремен начин, се со цел да бидеме на услуга на нашите ученици и родители. Исто така оваа опрема која што ја поседуваме, значи Министерството за образование и наука секоја година, првата година одвои 2,5 милиона за денари за опрема на ресурсните центри во Република Северна Македонија, од кои што и секоја година продолжува со опрема на различни специфични едукативни помагала за учениците со попречености. Сакам ја нешто да прашам, Лука, ќе ти го оставам тебе вак микрофонот, сакам нешто да те прашам. Сакам да прашам нешто околу ме интересира околу модифицираната програма, затоа што родителите се интересираат, не знаат, други се плашат од една страна, што се случува во училиштата, се одвива, како се одвива таму. Може ли малце да ми објасните околу модифицираната програма, затоа што има повеќе родители се јавуваат, викаат моето дете почнало во училиште, зашто да оди модифицирана програма и што таа може да понуди она што самото основно училиште па се уште го нема, нели? За да се развојот на на детето намо во правилна насока, да речем. Да, модифицираната програма е согласно препораката на МКФ или стручната служба. Во ресурсниот центар, значи дел од таа модифицирана наставна програма се реализира во ресурсниот центар со оглед на тоа што во ресурсниот центар имаме опремени кабинети кои што се адаптирани врз основа на способностите на учениците и под нивните потреби. Значи, основните општински училишта се уште не се доволно опремени, нели, за изведување на модифицирана програма, меѓутоа еве имаме и тука подобрување во секое основно училиште, општинско училиште, веќе имаме ресурсни соби или јас би рекла тоа се простори каде што може да работи дефектолог за потребите на еден ученик кој што има препорака од страна на стручната служба, односно од страна на МКФ. Меѓутоа, дел од модифицираната програма не значи дека ако училиштето не е опремено, не може да се изработат наставни помагала, училницата да не се адаптира. Значи, таа наставна програма се следи во училницата, каде што носител на истата е наставникот. Значи, заедно со инклузивниот тим, заедно со стручната служба, со образовниот асистент и заедно со ресурсниот центар. Сите тие заедно изготвуваат една програма за ученикот, која што понатаму нели треба да се реализира. Тука секако се вклучува и родителот, се со цел да може да се постигне целта која што е дадена од страна на стручната служба. Понатаму таа истата може да се ревидира, тоа не значи дека доколку се постигнат некои цели од страна на нели инклузивниот тим, од работа со специјалните едукатори и од страна на родителите и целата стручна служба, не значи дека ќе остане ученикот на тоа ниво. Значи може да се оди напред и да се постигнат повисоки, да се постават повисоки цели за да може поуспешно да се реализира воспитно-образовниот процес, а воедно и да имаме напредок кај учениците.
Лука, нешто сакаше да прашаш нешто? Кој е вашата најголема желба? Мојата најголема жилба, сега ако гледаме од аспект на професијата, од аспект на директор, сметам дека овој процес на инклузија треба да продолжи. Истиот треба да биде, тој процес кој што не може, како што кажав, да се реализира за една недела, за еден месец. Сите ние треба да го поддржиме во интерес на децата, во интерес на учениците. Меѓутоа, ако ме прашате како директор на основното училиште со ресурсен центар, моја најголема желба е да имаме нова училишна зграда. Верувам дека тоа не е само моја единствена желба, тоа е желба на сите вработени, на сите ученици и родители, затоа што сметам дека сите тоа го заслужуваме. Да, благодарам, Лорета, многу. Катерина, малце сакаме вниманието сега на вас да го насочиме. Како што рековме, Катерина Величковска е специјален едукатор и рехабилитатор во Иднина и координатор за соработка со делот за основните училишта. Катерина, во 2021-2022 година во образованието се воведе една нова професионална гранка, односно тоа се стручните соработници, образовни асистенти, односно, ајде да речеме, започна еден нов систем на образовна асистенција кој што до сега не се изведуваше така. Сакаме да објасните што значи да си образовен асистент, која е дејноста на образовните асистенти и кој се може да биде образовен асистент? Да, па добар ден и од мене. Баш ми е мило што и ве не поканивте заедно со нашиот новинар Лука Генадиќ да учествуваме на овој подкаст. Во нашето училиште, освен како што спомна и директорката, се обезбедуваат повеќе услуги, меѓу кои образовната асистенција. Јас ќе почнам прво со прашањето кој се може да биде образовен асистент, бидејќи не секој може да биде, како што беше практиката до 2021. Според еден правилник кој што е донесен од страна на Министерството за образование и наука, стои дека образовен асистент може да биде секој оној кој има завршено високо образование и тоа во делот на специјална едукација и рехабилитација, во делот на психологија, делот на настава, односно педагогија, делот на предметна настава, значи се она што го има епитетот професор по математика, физика, хемија и слично. Тоа е во делот кој се може да биде. Сега, каква е дејноста на образовните асистенти и што всушност работат образовните асистенти? Тоа е прилично комплексна работа, иако на останатите луѓе некако им изгледа дека тоа е лесно и дека секој може да ја работи работата. Искуството ни покажува дека не е баш така, бидејќи тука имаме еден триаголник кој што образовните асистенти треба и како добро да го избалансираат, односно ги имаме наставниците и училиштето од една страна, од друга страна не имаат нас како ресурс кој што може да им пружи поддршка, и од третата страна се децата врсници и родителите на децата врсници кои или го прифаќаат или не го прифаќаат целокупниот процес. Образовните асистенти пружаат директна поддршка на учениците кои што имаат препорака за образовна асистенција. Тие можат да пружат поддршка максимум на 3 ученици, значи доколку во оделението има од 1 до 3 ученици, имаме распределување само на еден образовен асистент. Тоа е согласно подзаконски акт кој што е повторно даден од Министерството за образование и наука. Потоа имаат доста активности во делот на соработка со родителите, имаат активности во делот на соработка со стручната служба и имаат дел каде што се грижат, да кажем, за нивниот професионален развој. Сите нивни работни задачи се пропишани во еден правилник кој исто така е еден од подзаконските акти кои што ги споменуваме. Може да ми кажете, за разлика од порано, има сега некаква дистинција она што е образовен асистент, што е личен асистент, нели? И може да ми објасните што значи она
кога велиме образовниот асистент е поддршка на самиот наставник, нели, за да може наставникот да го води самиот образовен процес. Така да, образовниот асистент, убаво кажавте, е поддршка на наставникот, бидејќи нели наставникот е тој кој што е носител на едукативниот дел, ајде да кажам од целиот овој процес. Во принцип, која е клучната разлика помеѓу личните и образовните асистенти е можеби во делот на тоа што образовните асистенти треба да го прилагодат наставниот материјал заедно, нели, во соработка со наставникот, да го прилагодат наставниот материјал, се со цел да може учениците кои што имаат потешкоти во развојот, кои што имаат тешкоти во развојот, да примаат оние информации кои што им се напишани согласно индивидуалниот образовен план или согласно модифицираната програма. Значи, образовниот асистент учествува во едукативниот дел на овие ученици. Тука спаѓа, мора да кажам, ние на нашите работилници кои што ги имаме со образовните асистенти, доста често им посочуваме дека изработката на дидактичките материјали е и како особено важно, бидејќи мораме да земеме предвид дека активноста во училницата можеби ќе биде иста како за останатите ученици, меѓутоа треба да имаме некои дидактички материјали кои што ќе му помогнат на детенцето да се вклучи, да се вклопи во наставниот час. Така да тие дидактички материјали не мора да речеме дека конкретно ќе бидат само за тој ученик, тие дидактички материјали можеби ќе му помогнат и ќе им помогнат на оние ученици кои што имаат помалку знаење, ајде да кажем, или поради X причини не можат да ги стигнат, да речеме, оние ученици кои што се првенци во генерацијата или оние 5-6 wonderkids што ги имаме во секоја одделение. Да. Лука, сакаш нешто да поставиш ти знамека? Што значи да си координатор на образовни асистенти, која е вашата дејност? Па пред се морам да кажам дека да си координатор на како поддршка, пред се јас и моите колешки кои што сме во одделението за едукација и координација, сме поддршка на нашите колеги кои што работат како образовни асистенти. Што тоа значи? Тоа значи дека треба да им бидеме достапни за секој прашање кое што го имаат во делот на прилагодување на програмата, дали можеби се случил некој инцидент во текот на наставниот час, бидејќи мора да знаеме дека образовните асистенти, како што спомнав на почетокот, ни доаѓаат од различни профили. Тие се едуцирани да бидат во настава, меѓутоа дополнително следат и една обука која што им помага, ајде да кажам, повеќе да ги разберат потребите на децата со тешкоти во развојот и да може да се и одредени стратегии и техники кои што ќе им помогнат да се вклопат и да им помогнат на овие дечиња. Така да тука сме им ние да им пружиме поддршка и дополнително што е нашата дејност, освен тоа што сме координатори за образовна асистенција, имаме соработка со инклузивните тимови на ниво на училиште, значи за сите оние дополнителни услуги кои што им се потребни на училиштата, од типот на индивидуалната работа, од типот на индивидуална работа со специјален едукатор и рехабилитатор, дали е тоа индивидуална работа со логопед, сета таа координација, ајде да кажам, со инклузивните тимови оди преку координаторите. Прашо ги спомненавте тука инклузивните тимови во училиштата, сакам нешто околу баш да се надоварам околу училиштата. Дали наоѓате на некакош неприфаќање на инклузијата во редовните училишта? И доколку е така, што би предложиле за да се надминат, тајде да речеме, таквите сваќања и предизвици и проблеми што произлегуваат се уште можеби во некој дел училиште? Па конкретно неприфаќање не би можела да кажам дека сме наишле на некое неприфаќање, можеби сме имале некои ситуации каде што сме имале недоразбирање, непотполно пренесување на информација,
Не зборувам од страна на училиштата, зборувам и од страна на родителите, значи имаме секакви случаи. Меѓутоа, не можам да кажам неприфаќање, затоа што тоа е веќе законска обврска, не зборуваме за желба тука, дали ние имаме желба или немаме, тоа е законска обврска. Не е више морална, тука е етичка, треба тука е законска. Да се спроведе, така да неприфаќање не, можам да кажам, барем во овој дел ние што мислам барем во нашиот реон. Што би предложила за подобрување? Би предложила можеби две работи кои што се навистина важни според мене. Тука е унапредување на соработката, меѓусебната соработка. Помеѓу, да речам, училиштата со ресурсен центар и основните општинските основни училишта, каде што заеднички би ги подготвувале и модифицираните програми и индивидуалните образовни планови. Дополнително би развивале некои стратегии и техники кои што можеби во моментот ги немаме, меѓутоа, да кажеме, дел од училиштата можеби имаат некои информации, па може да направиме заедничка соработка, ајде да кажем. И дополнително нешто што за мене има една многу добра реченица која што вика дека клучот на успехот е keep yourself educated, значи дека треба да се учи, да се работи, да се соработува и тоа е тоа. Тука само уште нешто пред да ти дам пак прозор, само уште нешто да ме интересира. Зашто еве дел од родителите велат од МКФ во, ајде да речеме, проценката што она што треба за моето дете ми да пише едното, школото вика не може да го извршиме, тоа се повикуваат на ресурсните центри. Дали ресурсните центри излегуваат некогаш во престрет за оние работи што, ајде да речеме, тука и Роларета знам дека збореше околу тоа, оние работи што ајде да речеме не знаат се уште училиштата да го направат, а е пропишано од МКФ службите, дали и образовните асистенти помагаат воопшто во некои работи за да ги исполнат училиштата и за да можат да му понудат на детето она што треба. Затоа реков дека соработката е можеби нешто што ни е најважно во целиот овој случај и мора повторно да потенцирам дека основните општински училишта треба да соработуваат на највисоко ниво, ајде да кажам, со основните училишта со ресурсен центар. Имаме пракса каде што училиштата се јавуваат и точно во тие акциони планови што ги правиме, годишните акциони планови, пропишуваат одредени активности кои што треба заеднички да се направат. Изминативе години тоа беше модифицираната програма во најголема мера, затоа што беше ново и за училиштата и за нас малтене. Модифицирана програма е нешто што е релативно нова работа. Во неколку наврати со неколку училишта ја изработивме заеднички модифицираната програма за учениците и знаете како кај нас кога ќе се види дека тоа функционира, почнува да станува практика и за другите училишта, па така оваа година веќе имаме редовни состаноци каде што разговараме отворено што детето може, што не може, затоа што децата се секако различни. Она што го знае во училиште можеби нема да го покаже кај нас и обратно, она што го покажува кај нас нема да го покаже во училиште, така да заеднички на вака округли маси што ги кажуваме, седнуваме, разговараме за учениците и се повеќе иницијативата од училиштата станува се поголема и се повеќе сме барани. Сега тоа на нас ни прави дополнителна работа и активност, меѓутоа тоа ни е работата, така да ќе го издржиме процесот како што треба. Океј. Лука, за крај нешто имаш ти да прашаш уште сигурно? Сигурно имаш. Бува? Кој е вашата најголема желба? Така, мојата најголема желба, како што спомна и директорката, е да имаме нова училишна зграда, бидејќи навистина се трудиме да ги обезбедиме сите можности, сите реквизити кои што се потребни, меѓутоа кога ќе влезете малку е така, бидејќи станува збор за објект кој што е пред многу години изграден. Тоа е во делот на професионалниот дел, во делот на
како личност јас себе, најголема желба е да успееме како општество да направиме поинклузивни училишта кои што ќе бидат нели отворени за сите деца. Сега не зборувам само за децата кои што имаат тешкоти, туку да ги малку повеќе да работиме и со талентираните ученици, со оние нели кои што кажуваме дека имаат, да кажам, типичен развој и оние кои што заостануваат од било каква причина. Благодарам многу. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам сите на гледачите што ја гледавте овој прв подкаст од новинарскиот клуб при Основното училиште Со Ресурсен центар Иднина.